Добро вечер. Рапорт на Канал Плюс телевизија. Македонија е земја со голем туристички потенцијал. Има одлични услови за развој на квалитетен туризам, особено во руралните средини, кои заслужуваат да се развијат како туристички атракции, но и треба и промоција и зголемување на туристичката понуда. Односно, потенцијалите кои ги поседува мора да ги искористи преку различни проекти и инвестиции, кои истовремено ќе дадат и значаен придонес во економскиот развој и подобрувањето на квалитетот на животот и повисок стандард за локалното население. Наш предлог како општина Кочани е проекти во делот на туризмот, односно развој на туристичкиот центар Пониква. Во изминатиот период имаше доста успешни проекти реализирано со источнопланскиот регион. Сакам да потенцирам три од тие проекти, тоа е колектор од десната страна на река Брегалница, поточно дел од колекторот кој што е од излезот на градот до комплексот Долни Бахчи. Наш денешен гостин во студиото на Канал Плюс телевизија и во емисијата Рапорт е раководителот на Центарот за развој на Источен планскиот регион, Драгица Здравева. Добро вечер, госпоѓо Здравева. Добро вечер на вас и на сите ваши гледачи и слушатели на вашата телевизија и посакувам пријатни попладневи часови. Еве, што во Источниот регион се работи за развој на туризмот? Па конкретно се заврши како стратешки плански документ студија за испитување на потенцијалите за развој на туризмот во регионот, заедно со стратегија за развој на туризмот за еден 10-годишен период 2015-2024 година со акцијски план. Тоа се темелни стратешки базни документи кои што се финансира преку програмата за зачување на природата во Македонија, финансирана од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка. Која е стратегијата за планирање, еве, например, од 2015 до 2024, како што споменавте? Па видите тоа, во самата стратегија на база на испитаните потенцијали во регионот се дадени сите приоритети што и конкурентни предности што нашиот регион ги има во однос на другите региони за развој на туризмот. Секако овде би требало да се нагласи дека постојат огромни потенцијали за развој на рекреативниот туризам. Овде се мисли на оние еднодневни прошетки. Потоа има големи потенцијали за развој на спортскиот зимски туризам. Да ги наведеме овде планината Голак, овде се Малешевските планини, овде се Осоговските планини, овде се работи за северната страна на Плачковица, која што се уште не е испитана доволно, меѓутоа располага со голем природен и историски потенцијал, како и овде е Лесновската купа, која го зафаќа подрачјето на Пробиштип излетово со вулканските карпи. Има доста природни реткости или раритети, кои што во иднина се предложени како еден вид заштитени подрачја од со пониска заштита, така да би можело во слободно да кажеме дека има огромен потенцијал во регионот за развој на туризмот, кој што навистина досега не беше организиран и немавме нешто поконкретно направено. Еве, нудат ли општините проекти за развој на туризмот, кои според вас ќе резултираат за привлекување на домашни туристи, исто така и за странски? Дали тоа ќе бидат само класичните, еве, како зимскиот и летниот туризам? Вака сега, кога се работи за една долгорочна стратешка цел за развој на туризмот, во колку секоја општина би делувала поединачно со своите проекти, нема да се обезбеди или да се дојде до крајната цел. А крајната цел значи заживување на регионот, развој на самиот туризам, па на крај и со обезбедување на одредени доход од областа на туризмот во формирањето на бруто домашниот производ или бруто производот на самиот регион, но и подигање на стандардот на живење на жителите во регионот. Тоа значи дека мора да одеме со заеднички проекти кои што ќе ги вклучуваат сите општини, проекти кои што се донесуваат и одобруваат на регионалниот совет, значи Советот за развој на Источен плански регион, кои што го чинат сите 11 градоначалници. Меѓутоа, тие проекти мора да
бидат поврзани со целите и приоритетите кои што се поставени во стратегијата за развој на туризмот, но истовремено поврзани со стратегијата, националната стратегија за развој на туризмот во Република Македонија, во насока на обезбедување на средства за имплементација на конкретни проекти, бидејќи самиот проект во колку не цели кон одредена цел, ништо не значи и нема да биде isfinansиран. Еве, директорке, од неодамна заврши и работилницата за аплицирање на проекти од сите општини од Истокот. Кои проекти за развој на туризмот имаат најголеми шанси да резултираат? Па вака сега, ние пред некој ден имавме работилница која што секоја година организираме, кога се во прашање предлог проекти од страна на општините кои што би се финансирале во наредната тековна година. Самата работилница не значеше предлог проекти да се даваат само од областта на туризмот. Значи, предлог проекти кои што имаат значење за самиот економски развој на регионот. Тоа беше една огромна листа од 25 и 6 проекти, која што потоа беше селектирана и на советот кој што ќе се одржи на 30, фактички утре, во општина Чишиново, Блешево, регионалниот совет. Градоначалниците ќе утврдат дали предложените 7 приоритетни проекти ќе одат во наредна година за финансирање. Овде има проекти од областта на туризмот, за кои што јас конкретно не би сакала да зборувам од причина да не се сватам дека ги приоритизирам тие проекти на одредени општини што ги дадоа предлозите. Поколку утре бидете присутни на самиот состанок, ќе можете конкретно да чуете за какви проекти се работи. Имаме проекти, 3 или 4 се од областта на туризмот. Еве, Источниот регион има многу убави природни убавини. Што Центарот за развој на регионот и локалните самоуправи ќе им понудат на туристите, за да привлечат и поголем број? Видите вака, значи, се до тогаш додека не направиме еден заеднички интегриран туристички производ, кој што во моментот го немаме, не можеме многу да ја понудиме нити на домашните, нити на странските туристи. Бидејќи видите, еден турист, ако сака да дојде, а има само рекреативна цел за рекреација, тој може да дојде еден ден да го посети нашиот регион, да отиде на Баргала или да отиде, да речеме, на Плачковица, на Осого, меѓутоа тоа е еден ден. Таквите туристички посети не нудат голем развој на регионот. Значи, ние мора да имаме интегрирана туристичка понуда или така наречен интегриран заеднички производ. Што значи тоа? Тоа значи дека планирањето долгорочно, како што го имаме сега во стратегијата, треба да понуди туристот кој ќе дојде во нашиот регион да може да го задржиме, ако не повеќе, барем 3 до 4 дена. Еве, колку Центарот на Источно-Банскиот регион планира да потроши пари во наредниве години за развој на туризмот? Се зависи од буџетот на самите проекти кои што се изработени. Еве, јас конкретно ќе ви кажам, значи пред 20 на дена заврши изработената техничка документација за воспоставување на хоризонтален и вертикален транспорт на Пониква, значи на Осогово. Се работи за проект кој што предвидува изградба на жичари и ски лифтови на Осогово, на Пониква и на Калин Камен. Значи се работи за меѓурегионален проект помеѓу Источниот плански регион и Североисточниот плански регион, бидејќи Калин Камен се наоѓа на Крива Паланка, тоа е Североисточен плански регион, заедно со Пониква од нашата страна. Вкупниот буџет на проектот е некаде околу 37 милиона евра. Овој проект е оценет доста позитивно и очекуваме дека на наредниот објавен повик кој што ќе биде за финансирање на проекти од областта стратешки, издржани проекти од областта на туризмот, кои што средства ќе бидат управувани преку Светска банка, очекуваме дека овој проект би можел да биде isfinansиран. Истовремено, минатата година го завршивме проектот за регионален спортско-рекреативен центар во Штип, општина Штип. Тоа е проект кој што на стариото место на базенот нуди одлични рекреативни забави од аспект на голем базен, базен за мали деца, тобогани, ресторански дел, угостителски дел, водено огледало и така натаму. Тој проект е некаде околу 4,5 милиона евра и тој проект исто така ќе го понудиме, но веќе е понуден за финансирање од страна на обезбедените средства од Европската Унија.
а тоа е вториот значаен проект. Исто така го завршивме проектот за изградба на патишта, паркинг простори и автобуски стационажи, повторно на Пониква. Значи сообраќајно да ги поврзиме сите објекти на тој дел што са. Тој проект е некаде исто така околу 4 милиона евра. Значи се работи за проекти со поголеми буџети, во кои што нормално ќе кофинансираат и самите општини. Меѓутоа, имајќи ја во предвид финансиската, економската моќ на општините, секако очекуваме дека најголемиот дел од средствата, преку 70 до 80%, ќе ги обезбедиме преку донатори, преку Светска банка и така натаму, и националниот буџет. Значи, локалните самоуправи може да очекуваат средства и од други финансиски повици? Токму така. Сега се е распишан повикот за прекугранична соработка со Република Бугарија и работиме со неколку општини во обезбедувањето на партнери од другата страна и повторно 3 проекта ќе бидат од областта на туризмот. Тоа се проекти кои што се поврзани со општина Пехчево, проект со општина Зрновци и проект со општина Виница. Не ли секако важна е инфраструктурата за развој на туризмот? Каде општината и државата најмногу треба да вложуваат во овој план? Тоа е наша слабост. Генерално гледано, значи, во колку немате во еден регион инфраструктурна поврзаност, во тој случај не можете да очекувате ниту домашни, ниту странски туристи. Меѓутоа, владата вложува навистина големи напори во решавање на овој стратешки проблем, да го кажам, посебно во нашиот регион, бидејќи нашиот регион има најдолга патна инфраструктура, меѓутоа до вчера најнеразвиена. Она што ние и Советот за развој на Источен плански регион го направи исто така со средства обезбедени преку националниот буџет, е во завршна фаза изработка на техничка документација за патишта кои што ги поврзуваат сите историски и археолошки локалитети и сите други туристички знаменитости во Источниот плански регион. Значи се работи за еден огромен проект. Проектот го работи фирмата Геинг од Скопје и очекуваме некаде до крајот на месец ноември да имаме на маса целокупната техничка документација, што представува основа за да можеме да аплицираме за обезбедување на средства за изведба на тие патишта. Истовремено се обезбедени средства преку програмата за рурален развој, платежната агенција, преку мерките 321, 322 и 323. Зборувам за средства кои што се обезбеди од страна на Центарот за развој на Источен плански регион. Она што ни најмногу фалеше, а тоа е урбанистичка планска документација за селата. Не можеш ти да развиваш некој си туризам, да планираш одредени објекти, некои промени во колку немаш урбанистичка планска документација. Во моментот и тоа тече, како и истовремено се распишани неколку тендери за конкретна изработка на патишта до одредени села и локалитети. Се работи за патишта кои што водат до цркви и манастири, се работи за проект кој што ќе се работи за општина Берово, општина Делчево и општина Виница. Директор, го споменавте и Кочани, нели, со неговите природни убавини, спортско-рекреативниот центар Пониква, заедно во партнерство со Пробиштип. Што тие ќе стават, на што ќе стават акцент оваа година? И во наредните. Да, вака, значи, јас не ја гледам Кочани како Кочани и Пробиштип како Пробиштип. Апсолутно. За цела историја. Она што тие треба да го сторат е на локално ниво. Тоа е обврска на градоначалниците на Пробиштип и на Кочани. Меѓутоа, градоначалникот на Кочани е председател на Советот за развој на Источниот плански регион. И ако наша стратешка цел е развој на туризмот на Осогово, истовремено имаме одредени проекти кои што се однесуваат за Берово, за местноста Суволаки. Значи ги гледаме сите проекти од регионален аспект. Значи никако локалистички. Јас заборавив да кажам само дека сега во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, тие беа носители, ние беме партнери, го изработивме проектот Планините зборуваат и не поврзуваат. Така едно интересно име што фактички јас бев кума на тоа име, а се работи за готова веќе техничка документација за развој на спортскиот туризам во делот на Суволаки.
Вие знаете дека таа област припаѓа на општина Берово, меѓутоа голем дел од вилите и другите атрактивности се фактички од југоисточниот плански регион, од тие жители. Се изработи еден проект, го работеше фирма од општина Штип, тие го добија тендеро за детски игралишта, за игралишта за деца со посебни потреби, за мини авантуристички парк, за патеки, патеката на медот, патеката на чаевите, тоа се ќе биде изградено перспективно. Во моментот е изработена само техничката документација и за реализација на овој проект ни требаат некаде околу 200.000 евра, што се надевам дека со колешката од Југоисточниот плански регион на вистина ќе можеме да ги обезбедиме, бидејќи не е многу голем буџет. Значи, патниот правец Кочани Пониква останува на локално ниво? Так? Локално, не локално ниво, него за тоа сепак се обезбедуваат средства од националниот буџет. Исто така и Малешевијата важи како една од преубавите места во Македонија или нарекуваме ја некогаш и македонската Швајцарија. Да. Што Берово ќе понуди за развој на туризмот? Берово веќе нуди за развој на туризмот. И што е Вие знаете приоритетен? дека доста е атрактивен токму тој дел во моментот во источниот плански регион. Природните убавини на Берово и на Малешевијата се познати. Овде влегува нели и Пехчево, и Берово, и Делчево, тој крај таму, да. Така, токму така. Ти имаат доста проекти од областа на туризмот, кои што средства ги обезбедуваат било преку гранична соработка со Република Бугарија, било преку други фондови, било од националниот буџет. Меѓутоа генерално гледано се уште ни фалат проекти кои што ќе обезбедат една интегрирана заедничка туристичка понуда, која што ќе го задржи туристот, ако не повеќе, барем 3 до 4 дена во регионот. Еве, во нареднава година, кој е приоритетниот, по-конкретно? Проект? Да. Јас ви реков дека ние веќе аплициравме со проектот за хоризонтален и вертикален транспорт на Пониква. Аплициравме со проектот за спортско-рекреативен центар Брегалница во Штип. Аплициравме со проектот за сообраќајно поврзување на Пониква, значи патишта, паркиралишта. И во моментот ќе се аплицира со проектот за планините зборуваат и не поврзуваат. На седницата сега на 30 имаме еден исто така многу интересен предлог проект, ќе го чуете вие, тој е сепак регионален, значаен, туристички, кој што може да привлече голем број туристи, бидејќи е поврзан со веќе можам да кажам државниот фестивал Макфест во Штип. Се надевам дека центарот ќе смогне сили. Има доволно капацитет со координаторите кои што работат во центарот и консултантите кои што ги користиме за сите овие проекти да обезбедиме средства, меѓутоа за реализација на проектите мислам, меѓутоа верувајте дека не се малку тие средства, сепак се работи за милиони евра. И за 11 општини на И за 11 општини кои што би ќе го почувствувале благодетот од сите тие проекти во колку ги целосно завршиме и реализираме. Како и туристите. Така, токму така. Директор, ќе ви благодарам на гостувањето во емисијата Рапорт. Ви благодарам, Ива. Центарот за развој на Источнопланскиот регион од неодамна одржа работилница во Штип, односно презентација на проекти со кои ќе аплицираат сите општини од регионот. Штип како центар на Истокот аплицираше со повеќе проекти, но како приоритетен на листата го стави традиционалниот Макфест. Центарот за развој на Источниот плански регион денеска во Штип одржа работилница за презентирање на проекти кои би се реализирали идната година. 11 општини од Источниот плански регион ги представија нивните замислени проекти кои би биле од значење за развој на повеќе области за општеството. Елена Димитровска од секторот за планирање и развој на Источниот плански регион го представи проектот за уредување на туристичкиот центар Пониква. Наш предлог како општина Кочани е проекти во делот на туризмот, односно развој на туристичкиот центар Пониква. Веќе од страна на Источнопланскиот регион беа изготвени технички документации за изградба на улици и паркинзи на Пониква, понатаму проект за атмосферска и фекална канализација на Пониква и проект за воспоставување на нов жичарен систем на Пониква.
Општина Штип аплицираше за повеќе проекти. Еден од нив дава акцент за фестивалот Макфест. Фестивалот Макфест, односно да планираме, да предвидиме и изведеме секако со помош на Источен плански регион еден проект фонтана, парк и плато на Макфест, каде би спроектирале една фонтана која што чиишто млазиви ќе играат по ритмот на музиката оркестарска на познати рефрени од Макфест, каде што по завршувањето на Макфест ќе се испишува победникот на плочки и претходните победници, ќе го осмислиме тоа во склад со самата фонтана и со самиот проект. И на завршната вечер овде да се доаѓа, да му се даде како еден посебна важност на победникот, да се испише неговото име, а секако и да остане во историјата, да не се заборави. За реализација на овие проекти, Источниот плански регион ќе аплицира за одобрување на средства од Бирото за регионален развој преку Министерството за локална самоуправа на Република Македонија. За наредната година на располагање се околу 300.000 евра. За наредната година тачниот износ не го знам, од прилика е околу 300.000 евра, кои што се наменети за Центарот за развој на Источниот плански регион. И во рамките на тие 300.000 евра веројатно ќе бидат финансирани 5-6 проекти. До сегашната реализација, односно искористување на овие средства од Бирото е нормално 100%. Поднесени се голем број на проекти, дел од нив се финансирани и реализирани. Општините со своји проекти може да аплицираат и до други извори за финансирање, односно да се поднесуваат барања за финансирање во разните повици кои ги објавува Европската Унија во рамки на ИПА програмата. Додека општина Кочани го издвои проектот за спортско-рекреативниот центар Пониква. Од големиот број на проекти кои општина Кочани ги доби за реализација, најголемиот дел се однесуваа на рекреативниот центар Пониква на Осоговските планини. Освен Кочани, и Виница аплицираше за своите приоритетни проекти. На последната седница на Советот на општина Кочани советниците расправаа и донесоа одлука за реализација на 35 проекти кои општина Кочани ќе ги добие од повеќе институции и организации. Најголем дел од овие проекти се однесуваат на спортско-рекреативниот центар Пониква и неговата урбанизација и изградба на комуналната инфраструктура. Веќе во фаза на тендерирање, завршна фаза на тендерирање, изградба на два патни правци. Едниот патен правец е од аеродромот па до паркинг плацот, значи комплетно завршување во должина од 2,5 километри. Понатаму исто така од аеродромот, односно приклучување на регионалниот пат до Превалецот, тоа е од другата страна над старата зграда на бетон, во должина од 1 километар, значи тоа се такви патишта. Забележавте веќе дека имаме осветлување улично, кое што треба да се заврши до крајот на оваа година. И имаме покренато многу за изработка на техничка документација на Пониква. Со проектите кои треба да ги реализира општина Кочани ќе се предонесе за развој на планинскиот туризам, како летен, така и зимски. Набавената опрема и донација од МЕПСО минатата година за набавка на топови за вештачки снег, ратрак и друга опрема ќе предонесе и за поголем развој на планинскиот зимски туризам во овој најмлад ски центар во Источна Македонија. Во завршна фаза изработката на техничка документација за проектот за дополнување со жичари и ски лифтови. Понатаму изработка на документација за паркинг плацови, изработка на техничка документација за други улици, изработка на техничка документација за зафатите на Арамиска чешма. Значи од разни извори ги добиваме сите тие средства и треба да ги завршиме, и изработка на фекална канализација со два крака, едниот на општина Кочани, едниот на општина Пробиште. Во урбанизацијата на спортско-рекреативниот дел на Пониква подеднакво учествува и општината Пробиштип, за што е и добиениот проект за изградба на фекална канализација, и тоа по еден крак во делот на општина Кочани и еден крак во делот на општина Пробиштип. Во стратегијата за туризам на општина Виница е уредување на просторот околу
манастирот Свети Ѓорги во селото Блатец, така преку Источен плански регион во стратегијата за развој на туризмот аплициравме за изработка на техничка документација за инфраструктурно уредување на овој дел. За следната година од сопствени средства преку буџетот на општина Виница планираме таму да го уредиме просторот позади манастирот како излетничко место. Малишевијата важи за една од туристичките атракции во зимскиот и во летниот период. Многу пати ја нарекуваме и македонската Швајцарија. И овде постојат места кои вредат да се посетат. Во Берово преку програмата за развој на Источнопланскиот регион се реализираа неколку проекти, од кои најзначајниот е изградбата на авантуристичкиот парк, локацијата Сувилаки. Во Пехчево пак, преку програмата за зачувување на природата, се гради едукативен центар во село Нагрево, а се реализирани и две фази од проектот Колектор за отпадни води во село Чифлик. Еден од покрупните проекти кои Источнопланскиот регион ги има во план за реализација во општината Берово во наредниот период е проектот Планините зборуваат и не поврзуваат, меѓурегионален проект со Центарот за развој на Југоисточниот регион, кој е финансиран од Германското друштво за интернационална соработка Гизрет Македонија. Со овој проект се предвидува најдоцна за 2 години туристичката населба Сувилаки да добие современ авантуристички парк. Нашата намера е изградба на еден уникатен авантуристички парк што ќе биде единствен не само во Македонија, туку и многу пошироко и ќе биде прочуен и на Балканот и уште пошироко. Со многу најразлични содржини. За таа цел беше изработена студија за авантуристичкиот парк, во кој има предлози некаде над 15 локации за различни содржини, за кој од нив 30 е подготвена сега техничка документација. Значи, техничка документација е подготвена за велосипедски парк, подготвена документација за мини авантуристички парк и документација за детско игралиште и игралиште за деца со посебни потреби. Идејата е, сметам дека за 2 години Сувилаки може да имплементира дел од активностите кои што се предвидени во оваа студија, и оној кој што управува ќе треба навистина да смисли на добра стратегија за комуникација, бидејќи овој вид на туризам има посебна целна група и таа посебна целна група навистина треба нив да им се обратиме. Сувилаки е една од туристичките дестинации која е на територија на општина Берово, но тоа не значи дека интересот е само на граѓаните од општина Берово, имајќи во предвид дека претежно вилите се од соседните општини, пред се од општина Струмица. Тоа би значило дека еве конечно овој локалитет ќе може и ќе добие една понуда која што ќе ја развие на поширок дел од регионот. Не само Берово како општина или како град кој што има туристи и туристичка понуда, регионот ќе биде збогатен со еден заеднички комплекс кој што ќе има содржини и се надевам јас дека дел од локалитетот Сувилаки ќе биде на понудата и на мапата за туризам во Република Македонија, па и пошироко. Со оглед дека станува збор за авантуристички парк, забавен парк, ова е посебна содржина за посебни гости и мислам дека целокупниот развој на регионот, поврзувајќи ги двете општини, соседните или повеќе поголемиот регион, ќе биде на наше задоволство, на граѓаните, па и на оние што се корисници кои што ги имаме веќе над 200 вили, и тоа се сопственици кои што последниот пат почувствуваа бенефит од нашата организација, да речеме, на етнофестивалот, беа исполнети дури и тие, така да целокупното наше работење заеднички може да донесе до поголем развој на регионот. Во Пекчево сличен проект кој што се реализира преку програмата за зачувување на природата е изградбата на едукативен центар во село Негрево, проект со кој се предвидува целосно реновирање на старата училишна зграда во Негрево и нејзина пренамена во современ едукативен центар. Станува збор за проект Едукативен центар за заштита на природата во село Негрево, општина Пехчево. Овој е единствен проект во државата. Едукативниот центар е замислен како центар со кој што ќе се развие, ќе се зачува природата, односно ќе се заштити природата, посебно природните ресурси што ги имаме тука во целиот брегалнички регион. Исто така, од друга страна ќе ја почувствуваат природата, ќе осознаат за нашиот крај и верувам дека понатаму тоа ќе резултира со понатамошно нивно присуство и развој на туризмот кој што ни е идна гранка и најпросперитетна гранка за развој на општината. Оваа програма започна со имплементација пред 2 години
и главно е насочена кон активности за зачувување на природата и природните ресурси, како и нивно правилно и одржливо управување и користење. Главна активност во регионот која што се поддржува од оваа програма е изработката на просторниот план за источниот плански регион, како и стратегијата за развој на туризмот на регионот. Преку источниот плански регион во општина Пехчево во тек е реализацијата на проектот насловен ревитализација на река Брегалница, со кој ќе се третираат отпадните води во село Чифлик. Сега е во крајна фаза изработката на втора фаза и следува понатаму трета фаза, која веќе помина на тендер од истиот донатор преку источнопланскиот на исти начин финансиран, и трета фаза, и тоа е крајна фаза со која што комплетно ќе ја завршиме оваа канализација и село Чифлик ќе биде решено со овој проблем. Овој проект е финансиран од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, а буџетот за реализација изнесува 5 милиони денари. Во Делчево меѓу позначајните проекти беше изградбата на колекторот за отпадни води на река Брегалница. А оваа година преку источнопланскиот регион акцент ќе стави на инфраструктурното уредување. Подршка од источниот регион ќе има и македонска каменица, а како значајни ќе ги издвои изградбата на мини акумулацијата на река Косевичка и развој на ски туризмот. И општина Делчево во соработка со Центарот за развој на источнопланскиот регион реализираше крупни проекти од витално значење за општината и граѓаните. Меѓу позначајните проекти во 2014 година беше реализацијата на втората фаза од изградбата на колекторот за отпадни води од десната страна на река Брегалница, од влевањето во Делчево до индустриската зона Долни Бавчи. Вкупниот износ на овој проект изнесуваше 1.666.000 денари. Во изминатиот период имаше доста успешни проекти реализирано со источнопланскиот регион. Сакам да потенцирам три од тие проекти, тоа е колектор од десната страна на река Брегалница, поточно дел од колекторот кој што е од излезот на градот до комплексот Долни Бавчи. Потоа исто така колектор за отпадни води од селото Звегор до Делчево, каде што е опфатена и од водата од Звегорска река. И пред неколку години еден проект кој што требаше на целиот регион и кој што мислам сега веќе дека треба и да се обнови, тоа е проектот за сигнализација и сигналитика, со кој што проект со табли и патокази беа обележени сите туристички локалитети и беа објаснети сите позначајни места во регионот на Делчево, Пехчево и Берово. Оваа година значаен за реализација е проектот изградба на 300 метри локален пат во село Турија, кои ќе бидат продолжување на претходно изградените 800 метри, пат кој ги поврзува селата Турија и Трстија. Исто така оваа година преку источнопланскиот регион се подготвува и планска документација за изградба на пристапна патека до локалитетот Светите води кај село Трботивиште. Станува збор за проектот 297 метри локален пат на локацијата село Турија, село Трстија и изработка на техничка документација од село Трботивиште до локалитетот Свети води. Тоа е должина некаде од 6000 метри. Техничката документација е во фаза на изработка и до крајот на годината ќе бидеме во состојба по оваа техничка документација да аплицираме и за физичко спроведување на овој проект, односно на пристапна патека до локалитетот Свети води. На последната средба на представници од општините со Центарот за развој на источнопланскиот регион од општината најавија дека е договорено реализација на други крупни проекти во иднина. За оваа година што доку завршија подготовките за аплицирање на нови проекти, планирано е заедно со планскиот регион да се изработат неколку проекти, од кои што најважни се заеднички план за заштита од поплави на целиот источноплански регион, потоа подготовка на ЛУПД, техничка документација за туристичките локалитети во целиот регион, во сите 11 општини, кој што проект исто така ќе биде од голема важност за регионот, бидејќи знаеме дека иако имаме природни богатства, иако имаме ресурси со кои што можеме да се пофалиме, или истите не се доволно испромовирани, или не се пристапни, или не нудат она што треба да го нуди еден современ туризам. Голема поддршка од Центарот за развој на источнопланскиот регион има и општина Македонска Каменица.
Досега изготвена е физибилити студија за изградба на мини акумулација на река Косевичка. Исто така и регионална маркетинг брошура со спот и мапа. Подготвена е физибилити студија за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица во Македонија, а стратегијата за развој на туризмот на источнопланскиот регион со акционен план 2015-2024 година исто така е во подготовка. Општина Пробиштип издвои проект кој истовремено е значаен и за останатите општини. Станува збор за изработка на стратегија за развој на туризмот во Лесново. Исто така и за откривање на потенцијалите во областа на туризмот и на културниот и историскиот центар Лесново. На неодамнешната работилница во Штип, која ја одржа Центарот за развој на источнопланскиот регион, сите општини од регионот презентираат предлог проекти, меѓу кои и општина Пробиштип. Имаме, така може слободно да кажам, два типа на значајни регионални проекти кои што ќе ги водиме со нашата партнерска општина Кочани. Дефинитивно едниот проект за кој што дадовме предлог е Пониква, односно вака сега конкретно таму се дадоа предлози за инфраструктура во Пониква, односно водовод и канализација. Веќе има постоечка документација за ски лифтови, ски патеки, за изградба на жичарница, така да овој проект беа дадени напори и предлози веќе да се премине кон градење на таа инфраструктура и беше даден предлог од страна на општина Кочани и Пробиштип за изградба за асфалтирање на улици и проширување или изградба на нови паркинг простори, што е еден од главните проблеми кои што во текот на сезоната, во текот на зимскиот период е главен проблем со кој што се соочуваат туристите кога одат на Пониква. Уште еден значаен предлог проект предложи општина Пробиштип, кој истовремено е значаен и за останатите општини. Станува збор за изработка на стратегија за развој на туризмот во Лесново и за откривање на потенцијалите во областа на туризмот и на културниот историски центар Лесново. Почитувани, ова беше се во новото издание на Рапорт. А на вас ви оставаме да размислите и одлучите која е вашата следна туристичка дестинација во природните убавини на Македонија и каде ќе заминете годинава на зимување. Довидување!